Тимот Шведска пристигна во Кочани за да пружи несебична помош на семејствата на настраданите во пожарот во дискотеката Пулс. Во следните неколку денови ќе споделат искуство за тоа како полесно да се справат со последиците, поучени од сраотниот пожар кој се случил пред 27 години во дискотека во Гетеборг. Видовме луѓе кои работеа ден и ноќ за да им помогнат на децата и младите повредени во пожарот, ги носеа во болниците овде и насекаде во Европа. Кога започна трагедијата, луѓето се соединија за да им помогнат и да направат нешто за оние на кои помошта им беше неопходна. Оваа трагедија во Кочани не потсети нас на пожарот во дискотеката во Гетеборг, каде загинаа 63 млади швеѓани и над 200 беа повредени. 3 месеци Кочани живее во длабока криза, емотивна, психичка и криза во управување со секојдневието. За да се справиме со оваа трагедија, помошта е повеќе од добредојдена. Кочани секојдневно тагува за прерано згаснатите 62 млади животи. Болката е неизмерна и остава длабок белег во душите на родителите, роднините и пријателите. Предизвиците денес се многу посложени. Како да им се прииде на луѓето и на заедницата во толкава болка, а тоа да се препознае како помош? Како да се уважи потребата за правда? Да се слушне и почувствува нивното страдање, а да се испочитува времето на тагување и борбата со загубата, како да се надмине стравот од заборав. Делегацијата од Шведска ја сочинуваат социјални работници и пожарникари, кои во наредните неколку денови ќе остварат контакт со граѓаните на кои им е потребна психолошка поддршка. За Сител, Трајан Ристовски.